civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Значи, закони има, само треба да се почитуваат. Значи, има закон за клевета и наврета, еве сега се утврдува новиот текст, па треба да помине, па имаше една тука збунка околу еден збор, некој таму погрешил, па го поправија тој збор. Како и да е, закони има, тие треба да се почитуваат и нормално новинарите тоа што може да го направат е да ги и они сами да ги почитуваат сите овие кодексот да го почитуваат на новинарите, тоа е најбитно затоа што тоа те прави новинар и така и публиката те препознава и знае кој медиум или кој новинар објавува точни информации. За тие што не се, ја секогаш ги викам, тие не се медиуми, тие се некои онлайн платформи што сакаат некако да имат некој придонес или да имаат некоја придобивка со ширење на дезинформации. За тие има прв лек, може да се каже, медиумската писменост и проверката на факти од страна на организациите, па и од самите новинари. Значи, прво, самите новинари да ги почитуваат сите, викам, овие што работат редовно, ги почитуваат, тие се пример и новинарите и публиката знае кај да слуша, кај да чита. Второ, овие другите организации што прават верификација на фактите, тие да го работат своето. И трето, има закони и сите овие институции СЕМ го спомена, кај што можат граѓаните да се обратат и да побарат исправка и да реагира СЕМ. Извинете. Така да нема потреба, само треба тоа да се испочитува, затоа што имаме доволно закони и само регулацијата е тука, никој не може да ни каже како ние да се регулираме, ние сами мора да седнеме и седнуваме и ги правиме овие правила на игра. Така да тоа е мојот став. Од друга страна, да се вратам на прво, ми е многу драго што го користиме поимот дезинформација, затоа што со зборот лажни вести многу често се употребува тој збор, а со тој збор некако ми е парадокс. Значи, ако се вести, тие значи дека се проверени информации кои се вести, а не се некои извинете, малку сум, ама добра сум. Да се вратам на тоа. Значи, тие се проверени информации, така се викаат вестите, а само информација што не е проверена е информација. Така да, дезинформација е подобар. И за да се знае што е тоа, мора да ги споменам овие две дистинкции, различности, како се вика на македонски, тоа е misinformation и disinformation. Значи, мисинформација, која не знам како е преведено на македонски, чекај, немам некој превод баш, тие се грешки. Погрешна информација. Да, тоа се тие грешки, тие се ненамерни информации, споделени грешки. Значи, сакам да кажам дека за да ги разбереме дезинформациите, треба прво да се знае што се и која намерата. Според неколку дефиниции новинари, според ние што работиме долго време, разликата е во намерата. Ако некој има намера да наштети, тогаш тоа е дезинформација и споделува ако нема намера, тогаш е мисинформација или ненамерно споделена грешка. Тоа често, мислам, не би сакала да кажувам често, ама се случува кај новинарите, погрешна статистика, погрешна легенда на текстот, значи нешто добро не разбрал од пресот, ама тие новинарите кои се одговорни, тие веднаш ја поправат, ќе има и извинување и така натаму, и тоа е окей. И медиуми го прават тоа, точно. Да. И промет кога ќе лапнат, признаваат и се смеат малку на своја сметка и се извинуваат до јавноста. Тоа е
сега луѓе сме кои работи, нели, греши. И тоа е окей, и одговорно новинарство е тоа новинарство кое се извинува и продолжува натаму да работи според стандардите. А дезинформациите, како што кажа, тие се намерни и тука би се навратила на тоа што кажат дека се фокусираат на стравот на луѓето. Тоа е еден елемент, значи ќе наоѓаат теми кои се многу сензитивни, еве да кажеме короната, или па вакцинирањето, и нормално стравот е тука многу битен за да прават овие импакт, луѓето кои ги шират овие дезинформации или кои ги креират, и плюс да се навратам исто на тоа што Весна кажа за техниките на IRA или The Internet Research Agency. Тоа така се вика, тоа е агенција владина која нели е вака од надвор е фокусирана за онлайн кампањи, за праќање на тоа што се случува во руското, во светот, уствари во сфера. Има многу детали, може да го гуглирате, некам нели се ја да споделам што се, како се, па да им правам реклама. Туку според нив имаме идентифицирано и неколку други начини како се прави дезинформацијата, и тоа се неколку техники кои ги викаме со 4D. Ја некам тука да кажувам што како, ама ќе ги набројам како еве dismiss или отфрли ги тврдењата или наводите на противникот, distort, деформира ги настаните за да послужат на политичките цели или било какви цели, центри на моќ, distract, одвлечи ги од нивните активности, и dismay, и уплаши ги или загрижи ги оние кои инаку би се спротивставувале на кажаните цели. Значи, овие техники се користат многу често за кога се шират и кога се прават дезинформациите. Прво за политички дезинформации, кога треба опонентот да се исплаши или да се оцрни. Обично тие го напаѓаат другиот, значи не одат на напаѓање на аргументите. Во текстот не можеш да читаш дека овој став на таа политичка партија е лош затоа што нема она нема аргументи, туку ќе се цело време ќе се фокусираат на човекот или на лидерот на партијата, во времето направеше вака и вака. Значи ќе наредат се што нема врска со реакцијата за таа специфична тема. И тоа е техника, не е само така тука измислено. И ова во Македонија се случуваше пред, значи се случува се уште, но пред изборите е многу така истакнато, затоа тогаш нашите партии, сите, креираат мали портали, креираат фиктивни портали, кои имаат цел само да го оцрнат противникот, и плюс сега има друга придобивка и да добиват пари, затоа што според листата на ДИК, тие има таму низа портали кои по никаков услов не се контролираат, тие се некои X портали, и има таму и нормални, мислам, и портали кои имаат импресуми и се знаат партиски и добиват пари затоа што ставиле банер, ама тоа е друга тема, затоа треба да се дискутира во некоја друга наредна. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.